Добро вечер од Вашингтон. Го гледате Newsflash ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Вниманието на светот е свртено кон Њујорк, каде започнува главната дебата на 64-тото Генерално собрание на Обединетите нации. Македонскиот председател има средба со американскиот заменик државен секретар. Од кабинетот на македонскиот председател најавуваат редица билатерални средби за денес. Ѓорѓе Иванов доцна вечерва ќе разговара со американскиот заменик државен секретар Џејмс Стајнберг, а во текот на денот со председателот на Латвија Валдир Затлерс, премиерот на Албанија Сали Бериша и емирот на Катар шејкот Хамад бин Калифа Ал Тани. Вечерва пак ќе биде на приемот што американскиот председател Барак Обама го организира за шефовите на делегации. Еден ден откако го отвори самитот за климатски промени, генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун го започна Генералното собрание со повик до земјите да соработуваат на глобалните проблеми како климатските промени, разоружувањето и сиромаштијата. Пред првите луѓе на 192 земји во светот, тој кажа дека климатските промени се најголемиот предизвик пред човештвото. Обединетите нации се надеваат дека ќе постигнат напредок во правец на глобален климатски договор, што би бил финализиран на средба во Данска во декември. Американскиот председател Барак Обама во обраќањето пред Генералното собрание порача дека САД самите не може да ги решат глобалните проблеми и повика на нова ера на ангажираност со светот. Обама вети дека САД ќе раководат во позитивните промени, но дека земјите споделуваат заеднички иднина и повеќе не ќе може да си дозволат луксус да се фокусираат на разликите. Майкл Лей, генерален директор за проширување при Европската комисија, вчера во Вашингтон даде отчет за напредокот на земјите аспиранти за членство во Европската унија. За Македонија кажа дека има постигнато значителен напредок во реформите, но дека и натаму е присутен спорот околу името. Генералниот директор за проширување во Европската комисија на трибина во центарот Вудро Вилсон во Вашингтон зборуваше за актуелната агенда на Европската унија за проширување и за напредокот во спроведување на реформите на земјите аспиранти за влез изминатата година. Конкретно за Македонија Ле истакна дека во извештајот на комисијата што ќе биде објавен на 14 октомври, земјата може да очекува позитивни оценки. I think that the country has made a lot of progress in the last year. Сметам дека земјата има постигнато голем напредок изминатава година. Во рамки на процесот на проширување јасно бараме дека треба да бидат исполнети одредени услови за придвижување кон следната фаза на европска интеграција. Поставивме 8 клучни цели на кои требаше да се работи. Сигурен сум дека во овогодишниот извештај ќе може да наведеме дека е постигнат значителен напредок во однос на овие приоритети. Лей наброи напредок во реформите во судството, државната администрација и, како што истакна, мощно подобрениот диалог меѓу различни политички лидери во земјата. Генералниот директор за проширување при Европската комисија уште подвлече дека последните избори во Македонија во голем дел биле изведени согласно меѓународните норми и стандардите на Европската унија. Представникот на комисијата изрази надеж дека по изборите во Грција спорот околу името ќе тргне нанапред. Се надевам дека по изборите обете страни повторно ќе се ангажираат и ќе најдат решение по прашањето. Од секогаш сме потенцирале дека добрососедските односи се клучен елемент за членство во Европската унија. Се надеваме дека обете страни ќе го следат примерот на Хрватска и Словенија и можна наскоро спорот ќе го претворат во минато. Европската унија и натаму има активна агенда на проширување, вели Лей. Според актуелниот план, во неа се вклучени земјите од Западниот Балкан и Турција. Во продолжение на Newsflash, Светов Месецов одбележува 70 години од почетокот на Втората светска војна, а во Русија трае дебата за улогата на Советскиот сојуз во незиното избивање. Москва формираше председателска комисија што ќе ја преиспита историјата, а критичарите тврдат дека таа употребува советски методи за интелектуална контрола. Рускиот премиер Владимир Путин се сретна со лидерите на државите кои беа руски непријатели и сојузници за време на Втората светска војна на собир во Гдјанск во Полска по повод 70 годишнината од почетокот на војната. И покрај хармонијата на церемонијата, начинот на кој овие држави гледаат на улогата на Советскиот сојуз од тоа време создава контроверза во Русија денеска.
Некои поранешни советски републики и источни европски држави велат дека советската доминација била слична на нацистичката окупација. За нив ослободувањето дошло кога СССР пропаднал. Во мај, рускиот председател Дмитрий Медведев соопшти создавање на специјална председателска комисија да се справи со тоа што Кремљ го нарекува обид да се фалсификува историјата. Тој исто така предложи легислатива таквите акции да ги санкционира како кривични дела, за кои може да се добие и до 5 години затвор. Независниот опозицијски политичар Владимир Ришков вели дека иницијативата може да води кон забрана на секакво критикување на советскиот диктатор Јосиф Сталин. Мислам дека конкретната задача на комисијата е да опонира на оние во и надвор од Русија кои го критикуваат Сталин и Сталиновиот Советски сојуз за овој чуден воен период кога Сталин практично беше сојузник на нацистичка Германија. Една точка на несогласување е пактот Молотов-Рибентроп од 1939 потпишан меѓу Советскиот сојуз и нацистичка Германија во предвечерието на војната. Ова е договор со кој СССР и Германија се согласни да ја поделат Источна Европа. Руските историчари неодамна објавија книга на декласифицирани разузнавачки извештаи од тој период во напор да ја одбранат ролјата на Сталин, но многу советски архиви се уште се затворени. Додека тие не се отворат, вели наставничката Елена Силкина, Русија и другите поранешни советски држави и сојузници ќе имаат тешкоти да се помират со советското минато. Русија со резолуција реагираше и на тврдењето на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, според која Европа страдала по два големи тоталитаристички режими во 20 век – нацизам и сталинизам. Сиромашните земји најмногу погодени од климатските промени. Тоа беше се за ова издание. Го гледавте Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски од студиото во Вашингтон. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. Посетете ја нашата интернет страница glaснaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.